Другарство и соработка со институциите спаси детски живот. Девојче се јавило на SOS линијата Ало Бушавко, сакајќи да му помогне на својот другар кој сакал да си го одземе својот живот. Од меѓаш пружиле совети, а кога тие не биле успешни, интервенирале заедно со надлежните институции. Оттаму велат дека посветено се залагаат за помош на децата и подобрување на нивното ментално здравје. Тие ја раскажуваат успешната приказна која е само еден пример од нивната секојдневна работа. Девојчето сподели дека ќе се обрати на нејзината мајка, но потоа добив уште еден повик, каде што девојчето соопштува дека мајката воопшто не давала никаква поддршка во однос на планот за самоубиство на нејзиниот пријател и мајката исто така и кажала да не се меша. Пошто од страна на медијаши беше преземано целосен интервенцијски план. Психолозите велат дека понижувањето на децата и булингот на социјалните мрежи оставаат сериозни траги врз нивниот развој. Менталното здравје треба да биде системски приоритет. Не треба да биде приоритет на извештајот на медијаши, на работата на психолозите, на поединци, туку системски приоритет, особено менталното здравје на децата и на младите. Второ, дигиталното насилство треба подетнакво сериозно да се третира како и физичкото насилство. Како што постојат протоколи за постапување и да се следат уште поважно, треба да постојат јасни протоколи како се постапува во случај на дигитално насилство. Трето, образованието. И тука мислам дека имаме тргнато чекор понапред, мора да вклучува емоционална и дигитална писменост. Во меѓувреме расте бројот на деца и млади кои бараат помош поради страв, вознемиреност, семејни проблеми, насилство или пак имаат самоубиствени мисли. Ако во текот на 2024 на SOS линијата Ало Бушавко имало 208 пријави, изминатава година се јавиле дури 284 деца, а најголем дел од повиците се однесувале на нивното ментално здравје. 19 случаи за самоубиство, односно 19 деца кои што се јавиле или имајќи мисли или сакајќи или пробувајќи да си го одземат својот живот. Семејните односи, односно 64 дојави. Тука многу превладува односите со родители, односно 48 од овие се односи со родители. Тука всушност се подразбира дека родителите имале некој конфликт со нивните деца или многу често се остави родители кои што се во бракоразводна постапка. Од меѓаши велат, но одите од годишниот извештај на SOS линијата укажуваат дека децата не се целосно заштитени. Апелираат до институциите да превземат повеќе мерки, а училиштата и родителите навремено да ги препознаваат промените на однесувањето на децата и да реагираат пред проблемите да станат посериозни.